30 невработени лица со ниски квалификации ќе расчистуваат диви депонии на подрачјето на Гостивар. Нивниот ангажман ќе трае 1 месец, за кое време ќе им се исплаќаат дневници. Активноста ја спроведува Гостиварската општина преку Агенцијата за вработување. Целта е да се даде шанса за заработка на невработени граѓани, а истовремено да се придонесе за почиста животна средина. Освен дневница, за лицата ќе биде вклучено и осигурување за инвалидност и телесно оштетување причинето со повреда на работа. Доколку се корисници на социјална помош, за време траење на работното ангажирање нема да го изгубат тоа право. Беше еден конкурс од Агенција за вработување за општините и ние како општина конкуриравме и ни се одобрени ангажирање на 30 физички работници кои ние планираме и конкуриравме за чистење на дивите депонии и чистење на отпадот од населените места. Така да ова ќе го изведеме преку двете јавни предпријатија кои имат и механизација за ова работа и ќе ги контролират, односно ќе ги ангажират овие 30 работника за 1 месец. Надоместокот беше 400 денари дневница ќе ги плати Агенцијата за вработување и еден дел, односно еден мал дел, 80 денари да дополни општината. Така да за сите овие 30 работника за 1 месец и Агенцијата и општината ќе придонесат тие да земат една солидна плата, а ние да добиваме чиста околина. Дивите депонии се еден од најголемите еколошки и комунални проблеми, не само за Гостивар, туку и за целата земја. Ја загадуваат околината, земјиштето, а може да прераснат и во ризик за здравието на луѓето, како извор на зарази. Најчесто никнуваат покрај патишта или на некои позапуштени места со зелени површини. Последната студија, која била направена за Гостивар, покажала дека на територијата на општината има 11 диви депонии. Има една мапа која ги направи една агенција што соработуваше со СЕКО за време на студиите, физибилити студиите за депонијата Русино и ми се чини ги има некаде 11 локации на различити места, низ полиња, патишта што водат кон селата и така натаму. Според последните податоци од Агенцијата за вработување, на листата на невработени во регионот на Гостивар има вкупно над 10.600 лица. Од нив, повеќето, односно 7.200, се без никакво или само со основно образование.